Еве денеска, знаете дека денеска активности има и владата на Република Северна Македонија се одржува во Кумано од промотивните и она влада поблиску до граѓаните. Денеска јас сум во посета на местната индустрија Никси, кои што исто така се едни од корисниците на ИПАРД програмата и тоа мене ме радува, па затоа сакав и да поразговараме едноставно, да ги видиме нивните мислења и едноставно да погледнеме кои резултати се постигнуваат со можностите кои што ги нуди ИПАРД програмата, а секако и националната програма за развој што е. Местната индустрија Никси имат искористено преку ИПАРД програмата купено нови машини, односно некаде износот вкупен е некаде околу 80.000 евра, од кои што веќе близу 40.000 евра веќе се вратени и со самото тоа ни означува дека модернизирањето и инвестирањето во нова технологија и секако воведувањето на новите стандарди, самата фирма, ова е семеен бизнис кој ги прави многу поконкурентни на домашниот пазар, а ме радуваат и нивните планови што денеска ме запознаа дека се повеќе гледат можности и за извоз надвор од Северна Македонија. Она што исто така еден многу убав показател дека само 10% од нивното производство го увезуваат, додека остатокот е базирано и е на домашно производство. Асортимантот од над 30 производи и дава една слобода секако за можен развој, за подобрување на стандардите и секако вработување на нови луѓе. Она што ние го очекуваме и во иднина, и тука ние како Министерство, а целата програма исто така за рурален развој и за ИПАРД програмата, да продолжат и понатаму да ги користат овие средства. Знаеме дека ние влегуваме во еден добар интензитет на искористување на европските фондови. Тоа можевме да го видиме и пред некој недела, каде што и нивните представници овде кажаа дека секторот земјоделство е еден од подобрите кои што значајно ги користат ИПАРД фондовите. Ако можам да направам ја една споредба, дека ние само во 2-2,5 години веќе имаме искористеност повеќе од ИПАРД 2 отколку во претходната ИПАРД 1 во претходните 7 години кои што беа оставени на располагање. Со овои вакви посети ги охрабруваме и самите сопственици да влезат во нови инвестиции, секако со поддршка максимална од институциите и исто така ме радува една убава соработка што ја имат и со Агенцијата за храна и ветеринарство, со другите институции надлежни кои настапуваат токму она што и ние го зборувавме дека тоа се луѓе кои што исто така покрај контролите треба и едукативно да влијаат, односно сепак самите луѓе кои се во бизнисот ја гледаат работава, а многу е битен фактот да новите промени кои што идат, новите стандарди, новите закони или правилници кои што ќе може да ги споделат во нивно присуство и на крај крајева тоа е и улогата на инспекторатот покрај контролата и едукативно да влијае. Благодарам.